Беше еднаш една вдовица која имаше 7 деца, едното до увото на другото. На сите требаше да им даде да јадат. Од зора до мрак мајката мораше да заработува за леп на своите деца. Само во долгите зимски вечери имаше време да им сошие по некоја кошула, да не одат голи по светот. Секое дете имаше само една кошула. Неа ја добиваше од постарото, кога ќе му се стеснеше. Поради тоа, најмалото дете, Видек, имаше толку износена кошулка, што низ неа сонцето му ја печеше сувата кожа. Видек имаше 4 години, беше мошне бистар, а особено ги сакаше животните и цвеќињата. Кога ќе видеше јагне на пасење, веднаш ќе почнеше да му ја пере најубавата трева. Кога ќе најдеше птичка испадната од гнездото, грижливо ќе ја однесеше дома. Ќе ја хранеше се додека не пораснеше и не можеше да лета. Ни пајаците не ги газеше. Кога некаде ќе најдеше некој пајак, го носеше надвор на ливадата, зашто мислеше дека кутрото пајаче сака да живее таму. Кошулката на Видек понекогаш му беше толку искината што му паѓаше од раменцата, а бидејќи беше лето, мајка му постојано беше на работа, па не стигнуваше на децата да им ги крпи кошулките. Затоа сиромашкиот одеше речиси гол. Еден ден Видек отиде во гората да набере јаготки. Таму го сретна јагненцето. Тоа се сожали на полуголото дете и го праша: "Кај ти е кошулата?" Видек тажно одговори: "Ја имам само оваа искината. Мама не стигнува да ни сошие други. Дури кога ќе дојде зимата ќе добијам друга. А се знае, и таа нема да биде сосема нова кошула, зашто таква ќе добие само мојата најголема сестра." Тогаш јагненцето му рече: "Ти си ми мошне, мило сираче. Јас ќе ти дадам малку од својата волна, па од неа направи си кошулка." Јагнето искуба малку волна и му даде на малото дете. Кога Видек поминуваше покрај трновата грмушка покрај патот, грмушката го викна и го праша: "Што носиш, Видек?" "Носам волна за нова кошулка." "Дај да ти ја исчешлам." Видек ја даде и грмушката нишајки ги ваму таму своите трнливи гранки, убаво ја исчешла волната. "Носи ја внимателно, да не ти се извалка." Малку потаму, Видек стогледа пајажина и пајак кој седеше во мрежата и предеше. Пајакот го викна детето и му рече да му ја даде волната, за да му ја испреде и исткае. Пајакот вредно ги движеше своите нежни ножиња и со нив ја испреде и истка најубавата и најнежна ткаенина. Видек се поздрави со пајакот и среќно си замина од неговото живеалиште.
погу Видек дојде до потокот покрај кој седеше ракот. Ракот со своите големи ножици убаво му ја скрои ткаенината за кошула. Видек не можеше да поверува на убавината на кошулата. Во тој момент долета и птицата, а во клонот носеше долг конец. Веднаш мош невешто птицата почна да шие. Пред да свати Видек, кошулката беше сошиена. Видек потоа истрча на кај дома. Браќата и сестричките восхитено го гледаа и му се чудеа на прекрасната кошулка.